постојано. Првата десетолетка беше македонското неразбирање на тој проблем. Втората десетолетка ја потрошивме на пеглање на целиот тој комплекс. Третата десетолетка најавата од оваа влада е дека тоа е симпатичен терен за играње за внатрешно заострување на односите. Колку тоа ќе не прави потенцијално ризична земја? Апсолутно ќе не прави потенцијално ризична, ако таму него имаме ние вистинскиот пристап. Значи, јас верувам во тоа дека тоа што не има различни, значи има македонци, има албанци, турци, власи, роми, срби и така натаму, бошњаци, не прави побогати како земја. Тоа е богатство, не е слабост на државата. И толку ли ние не можеме да се разбереме за клучните работи. Проблемот е кога власта почнува меѓунационалните односи да ги користи за собствените интереси и гледаме дека тоа на некој начин се случува. Оваа власт тоа го прави. Колку верувате во проекциите? Бевте точни во оценките за 2009. Колку верувате во проекциите дека со 2% раст Македонија ќе заврши 2010 година? Јас мислам дека растот ќе биде помал од 2%. Со тоа што дополнително влошување на изгледите е оно што сега се случува во Грција и што објективно е релативно тешко да се процени до каде ќе се развие, може да се развие како проблем за македонската економија. Една од работите која и молесни на луѓето има чувство дека сега е покоректно на вистина 10% да се ги платите во персоналниот данок, отколку да измислувате како во која категорија да се најдете. Во првата ваша најава е повторно скалестиот данок. Ако на вчерашната седница, што се однесува до автомобилите, им се допаѓа таквото скалесто толкување на работите, зошто тогаш има толку многу врева и од клубот кој не е само партиски, дека овие од СДСМ пак ќе го продолжат тој филм, дека богатите се тие кои што треба да бидат казнети и дека е лажна приказната дека всушност со скалестиот данок сакате да ги заштитите посиромашните. Па не, значи тоа е една од социјалдемократските вредности која што е вградена во економската програма на СДСМ. Значи прогресивното даночување или постоењето на неколку скали во даночувањето, значи дека луѓе кои што имаат различна плата, различни приходи, некој зема 6.000, некој зема 100.000, ќе плаќаат персонален данок на доход по различна даночна стапка. И тоа не е ништо невообичаено, тоа е системот кој што доминира во светот. Не е рамниот данок тој што доминира во најразвините пазарни економии, оно што СДСМ го предлага. Така што концептот не е проблематичен воопшто. Добре. Не знам дали ќе ви биде тешко ако ве принудам сега да ми кажете 2 до 3 добри работи што ги направил ВМРО ДПМН. Тоа е мојот напор дека вреди во политиката да се зборува за лошите проекти и тие да бидат напаѓани, но она што е во ред да биде поддржано. Дали напорот на оваа владина гарнитура да воспостави една исклучителна дисциплина, невидена досега за нас, е тренд кој што е за поздравување од ваша страна? Апсолутно. Јас апсолутно се согласувам со тоа дека добрата фискална дисциплина е основа за да можете да ги соберете сите средства кои што се потребни за нормално функционирање, давање на потребните услуги на јавниот сервис на граѓаните. Оно што не се согласувам е кога ќе почнете заради одредени потреби да одите уште 3 чекори понатаму, па ќе почнете да казнувате во илјадници евра за работи кои што сепак не се веројатно за толкави казни. Значи тука елементот сега владата после толкави казни се враќа назад и вика сега процесот на едукација заврши, сега може тоа да се релаксира. Не, тоа воопшто немаше ни да се случи доколку ја нема ситуацијата во буџетот таа која што ја имаат. За крај на нашиот разговор имам едно мало подпрашање за тема која не ја третираме, но верувам дека со својата силина ќе се наметне на политичката сцена.
За сега само една албанска партија го почнува разговорот дека досега се расправавме со вас на Илинденска безброј без оглед кој седел за пар екселанс политички прашања, од сега ќе почнеме да се расправаме за парите. И тоа е оној паритет во кој се вели исто толку рамковно и пропорционално ќе бараме поделба од буџетот. За да се пресретне таквиот разговор на по дефолт толку за нас, толку за вас, како треба да разговара одговорна политика? Бидејќи е јасно дека постои револт за нерамномерниот третман на регионите во нивниот развој. Тој третман кон албанците кои ние тврдиме не плаќаат даноци, сега нема толку алиментација од државната каса. Значи, во државата многу се зборува за различни видови на поделби, предавници, патриоти, македонци, албанци и други и така натаму. Најстрашната поделба во државата е поделбата на богати и сиромашни, каде што средната класа ја снема и таа, речиси целата, премина во понискиот социјален слој во државата. Побогати луѓе генерално се потолерантни луѓе. Имаат повеќе разбирање за потребите и барањата на другите. Ако ние успееме економијата да ја заживееме на вистински начин, тогаш ќе можеме многу од оние прашања, кои што сега не изгледат исклучително чувствителни, да ги релативизираме и да ги решиме, без да ги боиме по национална основа. Без да одиме, не е решение 30% од буџетот за едни, за други, за трети. Решение е посилна економија, поголеми приходи во буџетот и потоа праведна, разумна дистрибуција на она што е внатре во буџетот. Завршуваме овде, само кратко кажете ми. Стравот е од се што гледаат на телевизор. Ќе преживеат ли двата битни системи? Пензискиот и здравствениот? Ама бидете многу кратки. Здравствениот, апсолутно, здравствениот систем се наоѓа, мислам дека се наоѓа во прилично тешка состојба, доколку владата не направи промена во приоритетите на своето трошење. Тогаш проблемите ќе станат прилично сериозни. Останува на владата да го послуша она што го кажуваме како опозиција, бидејќи нашите намери се искрени и да го направи тоа што треба да го направи за доброто на сите. Ние сме од првиот ден максимално конструктивна опозиција, меѓутоа и граѓаните тоа го препознаваат и ќе го препознаваат се повеќе. Ако пензискиот и здравствениот систем се распаднат, тешка ситуација. Тогаш ќе немаме разговор за ниту една друга тема, претпоставувам. Благодарам што вечерва бевте мој гостин. Ке имате време во наредниот период да промовирате малку повеќе детали од вашето книжуле решение за Македонија. Имавме доволно време на природбата да го научиме наизуст и да знаеме на која страница не пишува за надворешна политика, на која за глобално село, на која за компјутери. Вклучително и стечајците имаат прилика да слушнат дека тие не се наоѓаат во програмата која победила на изборите. Следствено на тоа не можат ниту да бидат гости во владата, ниту тема на владините седници. Па внимавајте што ќе запишете и што ќе ветите во вашите решенија за подобра Македонија. Ви благодарам. Ви благодарам.